Одреченото не се откинува. Чита Александар Станојков. Некоја кралица родила 8 женски деца. 9-тото девојче го ставиле без име. Него го викале Безимко. Крало, мажоте, бил поган и е реколо ти: ако не родиш машко дете, чутим кралицата останала трудна, ќе те заколам. Си станува кралицата, кога дојде време за раѓање, си ја зема ќерка си постарата и си оди во планина и си зема пелени. Таму и се раѓа машко дете. И таа си вели: лели да сме си во куќата да се радуваме. Мајка е рекла на девојчето: оди онде при овчарине да земиш оган, да си завалиме и да повиеме детево. Девојчето оди при овчарите и оддалеку уште изслуша оти си чинат лакрдија, зашто тие не биле овчари, ами наречниците. Едниот вели: 5 дни да биде живо. Другиот рекол: не, да биде живо 10 години после да умрит. Третиот рекол: 20 или поеќе години да биде живо, дури да дојде за женење и да му се дава мома од сите гради и крали, а од нигде да не биди. Да биди од преку Дунав. Да биди со 300 души сватои која ќе се женит. Дојд по невеста и која ќе си идит назад преку море која ќе заминит, да го вати една дремка, да слези од конј и да го изеид змија. Чу сестрава, се ужали, се увили, оти така нарекоа за брато, ама никому не кажа. Сите сестри омажија, таа не се мажи. Дури не си видам брата ми да сожени, нема да се мажам, си велела. Дојде време за женење, не се сврши од никаде, дури од преку Дунав од некој крал, отаде се сврши детево, од кај што нарекоа наречнициве. Дојде време, чинисаа по невеста и сестра му постарата ошла со него. Отаде си ја зедоа невестата, преминаа преку море. Го нападна една дремка зетов и привикаа сите сватои: симнете го да преспие троа зетов. Сестра му е со него, таа велит: ќе преспиет, ама на мој скут да преспиет и со еден скорен. Го зеде сестра му на скут, откако го симнаа од конј, му собу едниот скорен и му вели сестра му: така е адето, брате, со еден скорен да преспиеш као зет. Ко што легнал да преспие, излегла една змија од морето, право на него се загнала. Во скорено ја начека сестра му, ја врзала арно во него и му вели: со еден скорен ќе си одиш дома, оти си преспал, не чини со 2 скорна. Си дојдоа дома, ја венчаа невестата и затворија невестава и зетот во една одаја. Му вели постарата сестра: ајде 8 сестри 8 зети, завалете стред двор еден силен оган, ќе гориме лута змија од која го дочував братот, зашто наречниците нарекоа: кога се роди в планина, оти змија ќе го клукне. Завалија силен оган 8 сестри 8 зетои, ја врлија змијата натре во оган да гори. После се смеат и пукот прават 8 зети и 8 сестри. Ми дочу зетои е вели на невестата: седи ти невесто да излезам да видам зетеите и сестрите што џумбу стераат. Излезе, појде кај огнот и змијата како што гореше во него рипна и го клукна во челото и така умре. Одречено дете, човек не може да откине. Го чува сестра му, ама арно го дочува.